Здравствуйте и добро во последната епизода за оваа сезона на Мистериозните папки. Денес ќе пробаме да обработиме најмистериозната книга на светот, Скриптата на Војниш. Скриптата на Војниш содржи 102 силно илустрирани пергаменти, односно околу 234 страници. Поделена на 6 дела врз основа на илустрациите, а тоа се ботаника, биологија, космологија, фармација и делот континуиран текст со декорација што го значува почетокот на кратки записи за кои се смета дека се рецепти. Илустрациите во ботаничкиот дел, кој што е најголем дел од книгата, се состојат од 113 големи детални шарени цртежи на растенија и билки со текст внимателно напишан околу сликите. Следниот дел е 12 страници астрономски и астролошки цртежи, распоред на звезди, сонцето, месечината, а на некои страници има и хороскопски символи. Третиот дел содржи цртежи на голи жени спреплетени и поврзани со цевки, што изгледа како течности да тече низ нив. Четвртиот дел, космологија, е составен од цртежи на 9 медальони исполнети со звезди и други форми. Фармацевтскиот дел повторно се враќа на растенијата и билките и прикажува она што се смета дека се лековити растенија. Овој дел се разликува од делот за ботаника по тоа што многу страници вклучуваат цртежи на сложени тегли или шишиња, а во некои случаи многу видови билки се појавуваат на една страница. Иако сликите се во голема мера дешифрирани, текстот го докажува спротивното. Бројни научници, лингвисти, криптолози и други заинтригирани страни се обиделе да ја декодираат непознатата скрипта, но тоа не дало никакви резултати. Не е познато кога или каде е создадена скриптата, иако обсежните истражувања сугерираат дека е направен некаде во централна Европа, а радиојаглеродното датирање го додели на почетокот на 15 век. Една долгорочна теорија која беше отфрлена со радиојаглеродното датирање, спроведена во 2009 година, беше дека е напишано од англискиот научник од 13 век Роџер Бејкон. Првиот составник на скриптата можеби бил светскиот римски император Рудолф II, кој владеел од 1586 до 1611 година. Ако Рудолф навистина го поседувал, една хипотеза е дека го купил за 600 дукати од математичарот и окултист Џон Ди, иако оваа теорија не е целосно потврдена. Мислењето дека книгата била купена од Рудолф потекнува од писмото напишано во 1665 година од прашкиот научник Јоханес Маркус Марси. Но со сигурност е познато дека ракописот бил во собственост на дворскиот хемичар и фармацевт Рудолф Јакобс Хорцики де Тепенек, кој го оставил својот подпис на фолио во книгата. Следниот собственик на Скриптата на Војниш бил пријател на Марси Бареш, кој му го предал ракописот на Марси. За возврат Марси пред да умре му го испрати на научникот и језуетскиот свештеник Атанаси Кирхер. Книгата дошла во раце на Војниш во 1912 година, кога ја набавил од језуитски колач во близина на Рим. Тој вложил големи напори за дешифрирање на текстот, ангажирајќи го професорот по филозофија на Универзитетот во Пенсилванија Вилијам Њуболт. Во 1921 година и Војниш и Њуболт одржаа предавање за скриптата, нарекувајќи го скриптата на шифрата на Роџер Бејкон и велејќи дека откриен во замок во Јужна Европа. Скриптата била купена од името на Војниш во 1961 година од њујоршкиот продавач на книги Ханс П. Краус, кој го подарил на библиотеката Бенеке во 1969 година. Меѓу многуте луѓе кои се обидеа да го дешифрираат текстот, беа познатите криптолози од Втората светска војна Вилијам и Елизабет Фридман, историчарот на уметност Ервин Пановски, специјалисти за разузнавање и научници од хемија, право, математика, средновековна филозофија и други области. Сепак, некои критичари сметаат дека книгата е измама од Војниш, но пергаментот е датиран со радиојаглер како и фокусираните лингвистички студии како она на Марсело Монтемиро, кој изнесува наведени на различни лингвистички образци, се чини дека сугерираат поинаку. Во 21 век писмото на Војниш продолжува да се испитува за индици за неговото значење и потекло. Нашата работа како истражувачи е да пребараме, собираме и презентираме факти, прашања и можности. Меѓутоа, толкувањето ви припаѓа само на вам. За сега можеби секогаш, овој случај ќе заврши во Мистериозните папки.